Советот на јавни обвинители е изненаден и навреден од нивната колешка. Не може да е казнато, затоа барат од етичкиот совет да ги приспита наводите во кои Ленче Ристовска на конференција како гостин кажа дека во советот се тргува со влијание. Во изјавата изостанаа конкретни случаи и имиња на поединци, но реакцијата силно одекна од поранешната специјална обвинителка. Нека зборува што сака, но тоа да го подкрепи со факти и порача првиот обвинител на својата колешка. Не може било кој изјави да ги не подкрепени само паушално ги во јавноста да предизвикуваме сомнеж во работењето и на советот и на јавните обвинители кои се избирани од овој совет. Од 2008 наваму се избирани бројни обвинители. Дали тоа значи дека сите тие биле избирани под влијание на членовите на советот? Изјавата која што не ги бендиса во советот Ристовска е дадена конференција на која се дискутираше за унапредување и проблемите во правосудството. Се додека членовите на советот, на кандидатите кои што аплицираат за повисоки позиции, отворено им кажуваат дека некој треба да се јави за нив, за кандидатот да биде избран, јасно е дека советот е изворот на тргување со влијание во обвинителството и затоа сметам дека треба да се реформира. Но наместо да критикува Јолевски, порача на Ристовска да достави извештај што сработела во изминатите години. Па токму за неја и за колегата Лапе, ние немаме податок што работат од 2019 кога се вратени во основните јавни обвинителства. Овој совет ги врате во тие обвинителства да продолжат со работата од каде што дошле. Од тогаш наваму ние немаме податок дали се вратени, односно никој не ни дал податок, ниту пат добивме извештај месечен што тие воопшто постапуваат во овој период. Затоа што во овој период иземат плата. Во јули 2021 година Советот на јавни обвинители воведе нов член во етичкиот кодекс со кој им се забранува на обвинителите да ги коментираат во јавноста одлуките донесени од Советот на јавни обвинители. Откако Ристовска јавно побара објаснување зошто мнозинството во Советот гласаше против нејзино унапредување.